Полицијата разби мрежа на криминалци кои се занимавале со лихварство и со перење пари. Ова се возилата кои беа пронајдени и конфискувани за време на претресот. Уапсени се 11 лица под сомнение дека извршиле кривични дела, насилнички заем и перење пари и други незаконски приходи од криминал, додека едно лице е во бегство. Лицата се на возраст од 25 до 73 години. Од оштетените барале да им бидат вратени позајмените парични средства со пресметана камата или месечно да го исплаќаат износот по основ на камата, а кога тие не биле во можност да ја вратат позајмицата, осомничените барале да го предадат или оптоварат имотот со кој располагале, пренесувајќи го на име на некој од осомничените. Наплатата на паричните средства се вршела директно преку некој од осомничените или преку трансакционите сметки во банка од сметка на оштетен на сметка на некој од осомничените лица. Позајмиците што им ги давале на луѓето во финансиските тешкоти биле со високи камати од 5 до 15% месечно. Паричните средства кои во несразмерен износ ги враќале оштетените се внесувале на сметките на осомничените во банка или во СЕФ, пошто несразмерната имотна корист на различни начини ја внесувале во легалните финансиски текови, односно постои основано сомнение дека во истиот период 12 осомничени и едно осомничено правно лице, како организирана криминална група за перење на пари, се стекнале со противправна имотна корист, изразена во парични средства од 125 милиони денари, прибавена со кривичното дело лихварство. Од полицијата беше соопштено дека дел од средствата што осомничените ги добиле од физичките лица на сметките или во готово, со цел да изгледаат како легални средства, биле користени за вршење трансакции на сметки на правни и физички лица. Дел од парите биле користени за лични потреби на осомничените, за купување недвижен и движен имот, како и за луксузен живот, а голем дел од средствата биле подигнати во готовина.